Почитувани Штипјани, го давам својот збор, заедно со Благојчо Бочварски и мнозинството од овој совет, предводени со Ален Ѓоргиев. Ке изградиме гасификација во Штип не помалку од 20 километри. Ке ги приклучиме сите јавни институции, ке го приклучиме стопанството и ке почнеме со приклучоци во домакинствата во Штип. Почитувани граѓани, Штип може да блеска и повторно да биде гордост на цела Македонија. Дополнително за најниско платените работници донесовме одлуки и вградивме пари во буџетот, почнувајќи октомври, ноември и декември, дури и за овие 3 месеци. Отворена е постапка и треба да конкурираат сите работници со најниски примања, да користат можност за годишен одмор од 7 дена, тие и нивните семејства. Со тоа ќе го поддржиме туризмот во државата, ама парите барем ќе одат во поддршка на нашите работници кои што го дават целиот овој свој труд да се вгради во нашата Македонија. Македонија тоа ви го должи и тоа е начин како да враќаме пари назад кон граѓаните во нашата земја. Во моментот се крои буџетот за 2018 година. Сите овие заштеди кои што ни ги укажа од Министерството за финансии и од сите ресори ни дават доволно сила да имам храброст вечерва да соопштам дека стартуваме и со покачување на платите во здравствениот сектор и за докторите и за целиот здравствен персонал. Конечна цел ќе биде специјалистите да имат плата од 100.000 денари. Драго ми е што можам да потврдам 10% покачување на платата за професионалната војска и за армијата во Република Македонија, почнувајќи од 1 јануари. Ке имате прекрасни луѓе, ке го имате прекрасниот кандидат за градоначалник и иде градоначалник на Штип, Благојче Бочварски, со кој што сите ке се гордеете. Тој е нашиот креатор на програмата за патен и инфраструктурен развој. Тој е човек кој што живее и си ја сака Македонија. Го знам која му е креативност. Го знам на вистина кои му се плановите и проектите за Штип. Тој е мојата десна рака, тој е мојот председател во партијата. Тој е другар со сите министри во владата. Човек кој што е доволно упатен и што ги знае сите детали. Каде има резервари во буџетот, каде државата треба да потпре раме, каде треба да се пуштат пари, што е приоритет, кои се процедурите за да може да се решаваат проблемите и реализираат проектите овде во Штип. Јас сум убеден дека не само вие што знаете, знаат сите во Штип, знае Илчо Захариев, дека тој е новата срекна звезда на Штип, која што ќе блеска и ќе сјае за цела Македонија.